Кумановскиот музеј заврши со овогодинешните истражувања на локалитетот Градиште во село Младо на Горичане. Археологот и раководител на истражувањето Дејан Ѓорѓиевски информираше дека се работело на два сектора – Акропола и Долна тераса. Откриени се бројни наоди, претежно фрагменти од хеленистичка и раноантичка керамика, садови, тегови и накит. На Акрополата се откриени и делови од каналот за одвод на вода од резиденцијалниот објект, најверојатно владетелската палата. Неколку години пред тоа најавивме дека имаме некои индикации дека може на локалитетот да постоел дел кој што се користел за изведување на ритуали и кој што би бил, да кажеме, некој вид ексклузивитет на локалитетите од овој период во регионот, затоа што малку се истражувани, нели? И среќни сме да кажеме дека ова година ги потврдивме тие претпоставки. Значи на определено место на локалитетот, оној дел кој што е најкарпест и кај што и денеска се гледа карпата, со ископувањето утврдивме дека не бил користен за живење, туку бил користен единствено за депонирање на дарови кои што биле посветени на некој култ. Сега за сега прерано е да кажеме на кое божество биле посветени, меѓутоа самиот чин на оставање на дарови, а тоа се претежно садови, значи многу помалку имаме фигуринки или некој накит, во многу мал број се тие застапени. Најчесто се садови, тоа најчесто користени за вино. Имаме некои индикации, паралели дека таквите дарови изведувани на карпа најчесто се поврзани со култот на Деметра и незината ќерка Персефона, односно Кора, и дека самите јами, помали јамички кои што ги наоѓаме на тој дел од локалитетот, може да бидат поврзани со култот на либација, односно сипување на течност во јамите за кои што верувале дека се конекција помеѓу овоземниот свет и задгробниот свет, односно со душите на умрените. А најдобар показател за, да кажеме, сакралниот карактер на самото место е наодот од ритуален базен на нога, тие се викаат лутериони или перитериони, кои што се наоѓани и во доместичен контекст, значи во куќи, меѓутоа многу почесто во светилиштата како задолжителен дел и кои што служеле за ритуално миење на рацете, како што и, например, и ден денеска се наоѓаат во некои религии, значи пред да се влезе во храмот мора да се изврши чистење на телото, односно ритуалната пурификација, символично само преку миење на рацете, меѓутоа се верува дека со тоа и духот е исчистен и така исчистен може да се пристапи кон боговите, односно да им се остават тие дарови. Во многу детали ископувањето на локалитетот наликувало на откритијата на Кокино, кои се скоро 2000 години постари, и со тоа можеме да кажеме дека постоел континуитет во верувањата и ритуалите во регионот, информираат од националната установа. Инаку работевме и на друг сектор од локалитетот, значи на Акрополата, каде што беа откриени наоди од еден огромен одводен канал кој што го бевме открили уште со ископувањата кои што ги раководеше професор доктор Маријан Јованов, односно со ископувањата кои што ги правевме со филозофскиот факултет, и увидовме дека тој канал продолжува во друг правец, не во оној на кој што се сомневаме, и веруваме дека веќе следната година веќе ќе офатиме и крајот на каналот, и веруваме дека тука на крај би требало да има некој голем складишен базен за вода, кој што исто така ќе им даде многу добри податоци за стратиграфијата за локалитетот, затоа што тие базени се затворени целини и керамиката таму е напластена по години како се ескладирала, така да многу ќе биде добро за целосна дефинирање на целосна на финалната хронологија на користење на локалитетот. И се наоѓа на патот кој што води према Бајловце, лево се издвојува еден земјен пат кој што се спушта кон долината на реката Пчиња, и еден од првите ридови кои што се покрај Пчиње, всушност ридот кој што бил населен уште од многу одамна, значи од крајот на енеолитот. Структури од бронзено време исто така се откриени, не од наша страна, од други истражувачи, а еве ова година ние фативме и дел кој што бил користен во железното време и тој преоден период, да кажеме 7-6 век пред наша ера, и врз него директно се напластени овие слоеви од раната антика и хеленизмот, така да веројатно била стратешко и многу важно место за луѓето, затоа што го избрале да живеат таму и живееле многу долг период. Класичните и хеленистичките светилишта на Карпата се ретки и Кумановскиот регион со тоа се вбројува во кругот на медитерански цивилизации кај кои се откриени ваквите свети места. Ископувањето беше поддржано од Министерството за култура.